Молитва покајничка, прости ми, се откажав од гревот смртен, татко мој небесен, и Слово Божјо ми испрати, Синот свој Исус да ме спаси. Богороден во Тебе сум, татко мој небесен. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Да простувам ме научи, сите да ги љубам како Ти. Чеда Божји сите сме во љубовта, татко мој небесен. Денес промовирам една од многуте мои книги. Станува збор за материјал насловен "Два пати хумор". Причина за оваа книга е и една моја давнешна желба, водејќи се како млад новинар и човек, ги следев коментарите на Чичко Андреј од Мостар. Тој во 70-тите и 80-тите години ги коментираше надпреварите од првата сојузна фудбалска лига на Југославија. Тие беа во стихови и многу привлечни и за љубителите на фудбалот и за обичниот човек кој знае да ужива ако е нешто квалитетно и да може да го разбере, што е и основно. Вториот дел на мојата книга "Два пати хумор" се прилепските мајтапи, во кои е застапен прилепскиот хумор, надалеку познат како град на мајтапот, но не на мајтап со некои одредени физички слабости на човекот, туку слабостите на духот на луѓето кои секојдневно се среќаваат, било тоа во кафеана, било тоа на улица, во парк, во домот на пензионерите, во домовите на синдикатите. Тоа беше еден живот во кого граѓаните покрај желбата да слушнат убави моменти за својот живот, сакаа и да се насмејат, зашто низ годините не беше се послано со рози. Напротив, имаше и трње, а тие трње ние прилепчани знаеме да ги претвориме во хумор, да се насмееме и на маката, но да се насмееме и на некој успех за кого се сомневаме дека е заслужен. Во оваа книга ќе може читателот да седне и со задоволство да ги проследи страничките на оваа скромна книга, во која и ќе се насмее, во која ќе се најде и себе си, во која ќе си ga оправда критиката што ја упатил дали на општеството, дали на поединците, дали во спортот, дали во кинематографијата, дали во секојдневното живење, но прилепчанецот знае да се насмее, знае да биде и заедлив, а таквите појави јас ги регистрирав и ги ставив во две книги. Првата беше книга објавена 95-та година, насловена Прапорчиња, да. Сакав да кажам
прапорчиња се звончиња, сакав така да кажам, јас сум звонел во таа книга на глас, за да можат луѓето да се слушнат што кажуваат тогаш и кога не треба така да кажат, но и тогаш кога кажуваат за присутните да се насмеат, а и душата да си е рајатиса. Не може човек да живее оптоварен со проблемите што ги имаме секојдневно, туку и да се насмее и на маката. Ова вечерва, што ќе биде представено од врвни, искусни луѓе кои ќе седат горе и ќе зборуваат како доктор професор Тихомир Стојановски, како писателот Петар Петрески, луѓе кои се и поети, и писатели, и критичари, луѓе кои знаат што му треба на нашето општество за да направи чекор напред, а не да прави чекор напред два назад. Тоа значи дека хуморот не е заедлив, хуморот е критика. Критика на грешките што се случуваат секојдневно, а се присутни низ децении кои јас сум ги следел, а и моите промотори на оваа книга живееле со тие проблеми, ги истакнувале и во секој случај јас им благодарам за нивното искрено однесување, зашто да бидете критичар значи да сте квалификован. Да бидете критичар значи да живеете со секојдневието. Да бидете критичар треба да знаете кому што му недостасува. Ние еднаш се раѓаме, еднаш умираме. Во тој животен век треба да почувствуваме повеќе радост и среќа, отколку тага и жал за пропуштени денови, години и моменти. Вината е на сите, меѓутоа тие што не водат го носат најголемиот грев, па затоа и им се подсмеваме за да не ги повторуваат грешките кои во одреден смисол или во одредна смисла, така да кажам, може да бидат и поразителни за тие што не успеале низ животот да се качат една скала повисоко, а секојдневието бара, ако денес направите една чекора, утре треба две, задутре три, но исто така треба потомците што доаѓаат по вас да ве следат и да ги оспособите и исто така да знаат како треба да се однесуваат во животот. Вие можете некому да му удрите и шлаканица, но не е тоа решението. Со зборот можете и волот да го врзите за рогот, но тој пак ќе се инати. Но кога човекот ќе го врзите за зборот, верувам дека ќе се повлече и ќе каже дека вие сте имале право и дека вие знаете како треба да се однесуваме. Благодарам. Нема да зборуваме за следни изненадувања, бидејќи ќе следува веројатно нешто и друго. Ова нема да биде последно издание, да сме живи и здрави. Јас подготвувам два материјали. Првиот материјал е карикатури, кои сум ги цртал низ децениите. А моите почетоци се во 1957 година, на моја 17 годишна возраст. Причина беше мојот постар брат Мице. Мице беше извонреден карикатурист. Мице знаеше да нацрта, Мице знаеше да долови амбиент. Тоа ме натера да земам да цртам. Меѓутоа, првите почетоци ми беа во спортот. Цел век сум со спортот и тоа. Ги прецртував карикатурите на југословенската тогашна А и Б репрезентација на Југославија и имам документ кој ќе биде внесен во книгата, за да не каже некој дека јас сум се послужил со нешто друго. И последната книга ќе бидат моите премрежиња низ животот. И паркот на мермерниот плоштад, а таму не баре мравјавник. Врие од луѓе, место низ далек. А таму
моиве стриковци, Цане и Рао. Се изначи додека им се доближи, а таму мајта за евра, секц и умирачка. Што си се оджагарил така како прв пат да ме гледаш, баго? Му вели стрико Цане на еден од присутните подпред на бастунот и подзинат. Не баре ги голта шегите на прилепските мајтапджи. Овој, па ниту да трепни. Му се пули право в уста и не сака ниту чекор да се помисли. А ако се обиде и некој да го направи тоа, си велам дека ќе го окрка бастунот. Цане, абај не се расправај со гладниот народец за чешитите, а изрецитирај го ти мајтапов, за да може да го транспортира му вели стрико Рампо на Цанета. Абе на овие, подзинативе, исто мајтапи да им кажеш, едно капе не ти дава, ами камо ли и две бе да ти да, Рампе. Туку, абај да се подрапаме малку, а? Еги за да се подрапаме, а? За кого, а? Абај за молерот Тале, што беше Мераклија на занаато. А ракичката, а знаеш шо, и на обаите нести. Арни пари вадеше, ама и арно ги трошеше. Колку трошеше, бецане? Абе коджа за Виагра, уште некој евро за почестување, оти за обаите работи. Убај пари се дава, војđe. Море, Цане, море не се вика, како шо викаш ти, Виагра, туку Виагра. Абе, чекај, Рампо, само што почна. Ме преече ко со нож баго да му кажам на народецот дека за вакви работе пазар не се прави. Колку ќе ти побалка, толку ќе платиш. Оти ако ти појумо кај парите, може да се устрамиш на неарно да ти тргнат. Цаве, море ти Цане, абе ти ко воденичар да си работел, абе ај журналот заврши, ајбе нека почни филмов, абе мајката нека почнит. Арно да еве, почни го. Се знаеш како беше? Како? Вака се. Тале, кречерината, нога за нога, ошол кај швалерката. Подмишка, купечка ракија, враце најлонче со каве и благи работи. Бил пречекан кod Цандо од Солунски патрди. Онај нашиот го знаеш бе, онај како беше Миле од Поповци. Море Цани, абе ајде кажувај за секцот бе, братка. Не туку должија мајката. Море ибрици ни заедни. Не лутете ме, че ја чкрапнам ако не ме оставите рајат и со лезет да ја кажам. Море луѓе, харно ви вели овој Цани, стрпете се стопанка му. Не баре сте на сеир овде дојдени. Чекај сега, и кај бе? Море, ми летно умо почавки бе. Чекај се сети. И туку што дошол Тале до вратата, пречекала коконата. Ги зела рабојчето, паднале, бацки една, две, три, и отишле да си сварат кафе. И шо после Цане? И шо? Го послужила Талета и со благо, за благо да им одела работата. Му ја дава Виаграта, како што ја вели Рампе, и уште не гушнати на Талета тих му се слошило, подзина и настанал. И Цане, што и? Ја известиле, замислете, венчаната жена на Талета. Знаеш што и рекле? И рекле дека Тале, низиниот, гудрила дамлата. Што рекла таа Цане, што? Ми прашала кај го удрила и колку дамлата. Морам да се наскам. Прашала кај го удрила и колку го удрила дамлата. Втино ми рекле. Ама бил мајсторот. Немал среќа. Да бил калвата, че куртулел кутриот. Море,
депцази. Море ме прашувам кај бил Тале, кого удрила дамлата, дома, на улица, или кај она коконана, мори кај швалерката, мори талејце кај швалеркате, ами каде на друго место баго? Арно кај му беа секцот и парите, таму му беше и умирачката. Таму нека му е закопот баго, рече талејца. Почитувани гости, пред се сакам да ве поздравам. Добра вечер на сите. Мило ми е што сте во оваков голем број и што присуствувате на ова место во градската библиотека, а виновник за тоа е нашиот сограѓанин Драголјуб Драги Башевски, познат спортски новинар, коментатор на Македонското радио и мој татко, вака да кажа. Татен. Председник на гладината. Мило ми е. Благодарение на поддршката на Прилепското здружение на пензионерите, еве ја публикува и книгата Два пати хумор во стихови, затоа што оваа книга содржи стихови кои се посветени на Клубот Победа и незините надпревари низ годините, и така татко ми ја представува, исказни, односно вакви текстови, хумористични, кои што сега една јас ви представив од оваа книга и се вика Секц и умирачка баго. На вечерашново промоторство за оваа книга од нашиот сограѓанин Драги Драголјуб Башевски, сметам дека ќе имате интересни и пријатни моменти, а со мене и понатаму ќе се дружиме. И пред се сакам да кажам дека промоторството за оваа книга Два пати хумор ќе има професор доктор Тихомир Стојановски, а рецензијата е на директорот Петар Петрески, а воедно и писател. Сега би сакала да го поканам авторот на книгата Два пати хумор, Драголјуб Драги Башевски, да земи збор, да ве поздрави само кратко. Благодарам на вашето внимание, да сте живи и здрави, долговечни и секогаш да бидете насмејани. Благодарам. Сега го повикувам професор доктор Тихомир Стојановски, промотор на оваа книга, рецензент на оваа, се извинувам, рецензент на оваа книга. Да. За некого треба 3 пати. Еве уште една книга на македонски јазик на Драголјуб Драги Башевски, која носи во себе сведоштво за едно време меѓу спортот и политиката. И велми зборува дека сме тука, дека не има, дека спортуваме и трапаме, до 2-3 пати се смееме без солзи, слава му на Бога. Драги Башевски, неуморен зборосложувач, даде Господ да подготви уште една книга на македонски јазик. Дел од неа се римувани стихови за спортот, кои низ стивката стапка на мерата, зурлата и топанот на македонското благодарувано оро се срочуваат, се веат во настани и коментари за спортски и политички дејанија. Тоа е една традиција на еден избран народ, избран и менуван од самиот Бог во живите слова на Библијата, со дарби да хомерува, да реди од стиховите во мерата, да толкува низ ритамот на поезијата, како Хомер во 17-скинскиот так на Илијадата и Одисејата, како Орфеевите химни, како народната македонска култура која пред 150 години ја фасцинира Европа, чудејки се
како еден народ кој немаше држава, создаваше култура, не заборавајќи дека Ребека Весело право, македонската култура е духовна, длабока врска со Создателот. Бог што составил човек да не разделува, пишано е во Светото писмо. Еве еден стих од два пати хумор. Куманово нема каде, мора да се предаде. Мора да се предаде. Зборот мора се однесува на спортски надпревар, на ферплей, на честна игра, не на политика. До два пати плюс минус еден хумор, ако се замени зборот Куманово со Македонија и се прилепи тоа белосветските организации каде не тераат, како некој хангар, станува повеќе од два пати, три пати, и тука спортот и политиката длабоко се испрепретуваат. Потребен е трет пат до смејата, без плачење. Ево уште еден стих од книгата за спортот, се однесува на фудбалски клуб Вардар. Вардаре, оф, Вардаре, туте мажат, туте тажат, освести се, тргни се, од средината помрдни се, кон прво тврли се. Се однесува на спорт, а може да се гледа како политика. Ако се однесува на сите нас денес, истото е. Туте тажат, ту не мажат. Без наша согласност, до два пати плачење. Ево уште еден стих меѓу спортот и политиката. Вардарци, каде ви е гордоста? Иако Господ вели, гордоста е грев. Каде ви е гордоста, каде срамот? Заиграјте конечно со противникот, бидете рамо до рамо. И ако ги извадите стиховите Вардаре, ставите Македонија, ќе видите дека спортот е политика. Ако ќе заиграте во спортот и ќе почнете да победувате, ќе видите дека е тоа политика. Иако некој сака да го забрани културниот надпревар меѓу народите, спортскиот надпревар, потоа наеднаш чиниш неосетно од немукајат спортот преминува ептен во политика. Во книгата на Драгојуб Дашев. Во Македонија, ако кажеш што мислиш, е политика. Ако кажеш кој си и што си, македонец е политика. Ако пееш песни македонски е политика. Ако зборуваш македонски е политика. Ако не мислиш како власта што те натега, е политика. Ако плачеш е политика. И ете ти два-три пати хумор. Ке се изнасмееш два-три пати и после доаѓа третиот да ти наплати. Ако не подпишуваш договори белосветски е политика. Политика од која на крајот се плаче горе што. И така ние сите си дремиме како мисири пред конзулот, како што пишува. Си дремиме како мисири, а разните мракобесници, белосветски масони, платеници на сатански ум, истурени преку боите на невладени организации, човекови права, дрн јарења таму. Забрането плачење на македонски 5000 евра глоба. До три пати хумор. Слово чиниш меко во книгата, остро, поостро од секаков меч. Не баре духот. Исусов пишувал низ Драги Башевски, новинар, поет, спортски стихотворец, сатиричар, дипломат, шеф на протокол со хумор и без него. Нема никаква политика, само смеење и плачење. Ете ги Рамко и Цане ни кажуваат за задолжувањата како Грчка, дека една ќе тргниш, 10 ќе излезат, не баре срешата ни е виновна за тоа што не примаат во белосветските хангари. Страница 50. Викајте не Сдружение, Република Сдружение на закрпените, како што Грција ја закрпи европската разедница. Цане. Еве цаница. Така се вели, така некако тргнало, нам ни останува дали ќе го прифатиме смеењето или плачењето. Па потоа вели вака, да не залежиш на јајцата како
Пак е научен и по некој збор Едепсази. Водач на народ кој ве онадил до дрт, па и јас да кажам некоја хумореска. И ве носат во ендек, ве врзале и ве туркаат кога след води свет, пише во Библијата, ова да ќе паднат во јама, се мисли на духовен свет. И еве Рамко и Цане што велат. Се некој друг на македонеца му го крои ќурко. Ами оти сам не го строиш ќурко, бре, македонец. Па земете ножиците да го кроиме ќурко. Оти некој друг ќе го строи ќурко, дали ќе биде полиција, болниција, дениция, аболиција. Некој ќе излезе, друг ќе влезе, качи се, слези, излези, влези, до 2 пати хумор. И уште слова чекаат запетлан, чешит, старомагаре, кои се тие категории именувања, метричка напевност, на зборот цурла и топан, гајде и кавал, кои се пробираат во македонскиот јазик, во македонците запишани, дарувани од Отецот Небесен и Неговиот Син Исус Христос, бидејќи Бог што запишал, човек не може да избрише, а тој запишал. Ноќеска сонував еден сон, пред мене стоеше еден човек, македонец, тоа го запишал Бог, Отецот, фала ти, Татко Небесен. Дали се вели отказ или одгаз? Јас не знам, ова е право. Преку оджојо име. Ами тој си пеи раното, кој има уши да слуша, не се правете глуви, така велат Рамко и Цане. Еден од ними е на власт, другиот од газ. До 2 пати минус 1 хумор. А овој си пее рано на Сабајле, не пее тој снимка на разлаз како Гебелс во Втората светска војна. Ете каде лежел, во која грмушка лежел пајак. И еве штежите из трета страна, Чичко Драгила за мене го напишам. Оти бе даскале, да не бидам чешитлија, оти си драпач, не си просветен работник. Драпач е затоа Цане. Ами човек, ако си даскал, а издаскали една чешит за народецот, издаскали ја Македонија, ајде да издаскалиш. Ајде да издаскала. Оджата ми пее, радовна Сабајле, слави ми Стефке, кафе да свари. Опа, ајде на мене. Потоа читам за барабанджија, тапанджија, суруджија, некој кој најавува партиски решенија без 2 пати хумор, кој третиот пат ќе мора да го прифатиме за името, знамето, јазикот, верата, тендер за име, вера и народ. Ами како? На пазар душата. И на крајот ќе биде, како што запишал Господ, плач и крцкање со зави. 66 страна. Абе, ако сум од Западна Македонија, не сум странец, нашинец сум, зборот ми е македонски. Запишан збор, проднат ни срцето, кој има ехо за смеење. Одзив од скаменетата ни љубов за татковината, дарувана и именувана од самиот Господ, не се наплатува смеењето 2 пати, за третиот пат не знам. Излегува книга на македонски јазик, како доаѓаат демократските промени, како да се стеснува патот по кој треба да излегуваат книгите, а Исус вели тесен е патот што води кон животот и малкумина го наоѓаат. Во книгата има спорт и политика. Во еден стив се надпреваруваат едното со другото. Во тага и хумор. Ако не беше хуморот во Пелагонстово поле, Пелагонија, збор запишан од Хомер, кој има 3500 години континуитет, ќе требаше да го измислиме. Бог не дарувал, именувал и запишал, и повикал да го славиме и да му служиме нему. Господ знае кои луѓе се негови. Тој не запишал,
Тој не е уменувал, а ние можеме да избереме. Другото е смеење и плачење, плач и крцкање со заби, продавање за 30 евреници. Оти Чичко Драги беше во еден друг систем, воспитан во еден друг дух, па дојде едно демократско време, каде се сменуваат крадачите со крадените, крадените со крадачите, да не заборавиме дека Јуда го продаде Исус за пари за 30 евреници, а претходно крадеше од касата. Крадењето е Јуда, предавство на Бог, а камоли на народот кој тој го запишал. До 2 пати хумор, честитка за Драги Башевски, слава на Бог Отецот. Не заборавајте, славата е Негова. Амин. Да даде Господ да се множат книгите, Амин. да ни ги отвори срцата за љубов, да ни го покаже патот. Македонците треба да победуваат со љубов и да му даде на Чичко Драги добри денови, долгоденствие, да го запише во книгата на животот. Амин. Да му даде убав крај и конечно да се видиме горе во Божиото царство на небесата, во нашата небесна Македонија и небесна татковина. Амин. И милост Божја ме облеја, мирот свој ни го даруваш, со сиот разум, срце, душа, верувам во Исуса, Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе, Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе, Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе, Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Те сакаме, Господе Исусе Христе.